Има замка во договорот помеѓу синдикатите и власта, тврди Благоја Ралповски, председател на Конфедерацијата на слободни синдикати, во денешната изјава за телевизија Стар. На изглед, се е добро и навистина добар дел од договорот е добар, но има едно клучно прашање, кое за работниците е многу важно, а од нив и јавноста се крие. На него ние ќе укажеме во вторник, но уште од сега најавуваме дека договор нема да подпишеме. Виновна за се е министерката за труд и социјала Јованка Тренческа. Изјави за ТВ Стар Ралповски. Освен од КСС, несогласување со договорот има и од страна на СОНК, кој председателот Јаким Неделков го изнесе веднаш по состанокот. Од друга страна, министерот за финансии Фатмир Бесими е задоволен од постигнатиот договор, потенцирајќи: Со септемвриската плата, сите вработени во јавниот сектор ќе добијат покачување од 10% на постојните плати, додека со воспоставениот систем за усогласување на минималната плата, во март имаше усогласување од 5% за околу 62.000 вработени во буџетските корисници. Ние ќе бидеме првата земја во светот која платите во јавниот сектор ќе ги индексира со просечната плата, пишува министерот за финансии Фатмир Бесими. Освен споменатото покачување, јавната администрација ќе добие и К15 во висина од 10.000 денари, која во иднина ќе се дефинира на најмалку 30% од просечната плата во државата. Но ова не ги весели синдикалците кои тврдат дека биле измамени.